И добро утро за сите оние кои што можеби токму сега се вклучија на нашата фреквенција телеканал А1. Вие сте со Утрински пулс, новата сезона која што започнавме од понеделник со нов термин од 8 до 10 часот. Уште од самиот старт најавивме дека ќе имаме јавување во живо од нашите дописнички, а за ова утро ја имаме нашата дописничка Роза Шулева со најновите информации од Доиран. Добро утро, Роза, и повели со информациите. Добро утро, Ивана. Се јавуваме ова утро од Доиран со последните информации. Значи, она што може да го кажеме од тука е дека и ова утро е доста студено како и низ целата земја. Температурата на воздухот е околу нулата, а она што беше најинтересно оваа зима и се уште е кај нас, секако е зерото. Сите чекаме да видиме дали ќе попушти конечно мразот или пак се уште ќе остане целото езеро под една ледена покривка. Од податоците што се вират секојдневно од страна на управата за хидрометеоролошки работи е наведено дека дебелината на мразот на езерото е се уште 3 сантиметри, односно секојдневно се намалува помалку, значи мразот веќе се стенчува, езерото е делумно замрзнато сега, значи има делови каде што има пукнатини во мразот кои што секако се погодни посебно за оние птици што се хранат со риби, а погодни се секако и за рибите во езерото, бидејќи од тука може директно да влегува свеж кислород, свеж воздух. Нивото на езерото се уште е на 190 сантиметри, доста високо за овој период од годината, како што и претходно соопштува од управата за хидрометеоролошки работи, додека температурата на водата е нешто повисока, 1,5 степени. Она што можам да го кажам како некои последни случувања што беа актуелни во Доиран во последно време беше она зимско пребројување на птици што се случи овој викенд, еден интересен еколошки, би кажала, настан. Се случи викендов на 10 точки во Доиран покрај крајбрежјето на Доиранското езеро од македонска страна, но истовремено птиците кои што се редовни жители на Доиранско езеро во зимата се пребројува и од грчка страна. Значи се работи за една активност која што редовно ја спроведува Македонското еколошко друштво кај нас. А секако во соседна Грција тоа го прават еколозите од таму. И се работи, значи, како што кажав, за едно подрачје кое што содржи 10 точки, каде што најчесто се очекува дека може да се најдат птиците. И оно што можеа да го забележат еколозите и што го соопштија пред медиумите беше дека бројот на птици оваа година за жал е нешто намален, дури можеби до половина од она што можеа тие да пребројат. Значи, за разлика од претходните години кога можеле да избројат околу 10.000 птици на Доиранското езеро, оваа година за жал само околу 5.000 птици, значи нешто половина помалку од вообичаениот број, токму поради овие ниски температури и студот кој најверојатно остави поголем дел од птиците без основната храна, а тоа се рибите. Инаку една интересна анализа за Доиранското езеро направена од Евромедитеранскиот центар за климатски промени во Доиран кажува дека познати се околу 80 на видови птици во ова подрачје, 36 од нив се изобилуваат во областа и се вклучени во Бернската конвенција, а 15 се вклучени во директивата за птици. Од нив кадравиот пеликан и белоглавата патка се загрозени видови. Значи, токму тие се оние кои што треба и најмногу да бидат заштитени, нели? Инаку дојави за изумрени птици во зимскиот период во ова еколошко друштво пристигнале и од соседните Србија и од Босна и Херцеговина, но велат дека вакви случаи има и во останатите делови на Балканот, односно во цела југоисточна Европа. Една друга информација која што исто така се однесува на Доиран, ќе го направи Доиран на некој начин актуелен за младите иноватори и предприемачи во месецот март, е информацијата која што ја објави Центарот за развој на Југоисточниот плански регион,
се работи за камп кој заедно со Knowledge Центарот од Скопје ќе го организира токму Југоисточниот плански регион и ќе се случува во Дојран во периодот од 1 март до 5 март. Значи во тек на тие 5 дена во овој камп ќе се соберат млади иноватори и предприемачи. Целта ќе биде младите луѓе од Југоисточниот регион да научат како да создадат вредности, како да развијат свој сопствен бизнес и како да ги зајакнат своите капацитети за иновации и предприемништво. И се очекува за тие 5 дена луѓето што ќе бидат избрани да бидат учесници во овој камп да научат како да добијат добар совет и мислење како да го развијат својот бизнис, маркетинг, продажба, да пронајдат и да зборуваат со инвеститори и многу повеќе секако да создадат и контакти и пријателства со други талентирани и млади луѓе. Она што е како услов поставено од страна на организаторите за сите што сакаат да учествуваат во овој камп е да се работи значи за млади лица кои се на возраст помеѓу 18 до 29 години да живеат во некоја од 10 општини што го сочинуваат Југоисточниот плански регион. А не е важно значи какво образование имаат или дали моментално се во некоја работа, дали имаат моментално некоја работна обврска, дали се вработени или не. Се врши селекција на најдобри 15 кандидати, која ќе биде според квалитетот на одговорот на оние што ќе се пријават, а рокот за пријавување е до 20 февруари оваа година. И уште една важна информација за Дојран, за општина Дојран е дека Министерството за култура на почетокот од овој месец соопшти дека конечно е завршена реставрацијата и конзервацијата на црквата Свети Илија во Стар Дојран, навистина едно од најзначајните културни обележја, културни и историски обележја што ги има општина Дојран. Значи неколку години се работеше на оваа црква, се вршеа прво археолошки истражувања, потоа почна и да се проведуваат оние конзерваторски и реставраторски работи. Сите градежни работи кои што беа предвидени се завршени, со тоа што мислам дека за крај како последна фаза се поставени и прозорци во овој објект, така што сите посетители што ќе доаѓаат во следниот период во Дојран сигурно ќе сакаат да видат веќе реконструираната црква Свети Илија. И секако таа ќе представува и понатамо светилиште во кое што ќе може да го посетат сите кои што ќе доаѓаат во Дојран, но секако ќе остане како едно главно светилиште за самите жители во оваа општина. Нешто повеќе за овој објект, за оваа црква ќе можат нашите гледачи да погледнат во петок во емисијата Овде и сега, каде што ќе имаме директно вклучување од Дојран. За сега толку од Овде, Ивана. Роза, ти благодарам за споделените информации. Почитувани, ова беше нашата дописничка од Дојран, Роза Шулева. Навистина корисни информации. Слушнавме што е најново во Дојран. А ние продолжуваме со останатите содржини. Одиме со една доста занимлива тема. Како да го одвикнете вашето најмало од цуцла лажливка? Јас верувам дека доста голем број од вас родителите го имаат овој проблем со вашите најмили. Па вака, најдобро е цуцлата лажливка да ја отфрлите од употреба до 6-тиот месец на бебето, односно некаде помеѓу 4-тиот и 6-тиот месец. Ова е времето кога ослободувањето од неа ќе биде најбезволно, бидејќи во овој период нагонот на цицање се намалува, а првите заби само што не почнале да излегуваат, тврдат експертите. Во продолжение ќе слушнете неколку забавни стратегии за да го одвикнете вашето најмало од цуцла лажливка. Да погледнеме. Како да најдете забавни стратегии за да го одвикнете детето од цуцлата лажалка? Цуцла лажалка. Сојузник на родителите во првата година од животот на детето, но вистински проблем по неа. Цуцлите можат да ги смират бебињата кога се нервозни, плачливи, болни и вознемирени, но и да го намалат ризикот од синдром на ненадајна смрт кај новороденчињата за време на вечерното спиење. Сепак, многу педиатри се против доцната употреба на лажалки.
односно не препорачуваат користење на цуцла по 2-годишна возраст поради можноста за појава на дентални проблеми и ушни инфекции. Цуцлите можат да ги искриват детските запчења и вилицата и да предизвикаат проблеми во говорот поради навиката на детето да зборува со цуцла во устата. Неопходно е детето да се одвикне од користење на цуцла и шише со цуцла најдоцно до 4-та година, кога започнува процесот на растење на трајните заби. За жал, не постои магична стратегија која е ефективна за сите деца. Секоја малечко е различно. Еве некои алтернативи кои можете да ги пробате за да откриете кој најмногу одговара за вашето семејство. Некои од нив се за постепено одвикнување и бараат подолг временски период, додека други се насочени кон инстантно одвикнување. Ако вашето дете е помало од 12 месеци и сакате да го одвикнете од цуцла, најверојатно нема да треба да активирате вашата креативност за да измислите некаква посебна приказна. Но доколку тоа не е веќе бебе, треба да бидете креативни. Ви предлагаме неколку забавни начини кои ќе ви помогнат да ја прекинете навиката за користење цуцла кај вашето дете. Прикачете ја на балон и испратете ја на небото. Врзете ја цуцлата на балон со хелиум, а потоа дајте му го балонот на вашето дете. Кажете му да ја испрати во небото кога ќе биде подготвено, но потенцирајте дека откако еднаш ќе ја пушти, таа нема да се врати. Може да смислите приказна дека цуцлата се претвара во ѕвезда и слично. Самовила која собира цуцли. Малите деца лесно се фасцинираат од измислени мистични суштества, па сведете ја вашата задача на забавна активност. Кажете му на детето дека постои самовила која ги заменува цуцлите со сликовници или играчки и дека се што треба да направи е пред спиење да ја стави цуцлата под перница за следното утро на нејзино место да го пронајде подарокот за кој мечтае. Се разбира, самовилата ќе бидете вие. Доаѓа Дедо Мраз. Ако периодот за одвикнување се совпаѓа со доаѓањето на Нова година, кажете му на детето дека Дедо Мраз ги зема цуцлите, но на нивно место носи кеси полни со солени и сладки задоволства и играчки. Доколку по доаѓањето на Дедо Мраз вашето малечко повторно ја побара цуцлата, кажете му дека за да ја добие назад, треба да ги врати сите нови играчки. Цуцлата живее само во детското креветче. Ова е стратегија за постепено одвикнување. На почетокот ќе му кажете на детето дека цуцлата живее само во вашиот дом и не излегува надвор, односно дека може да ја користи само додека сте дома. По извесен период ќе му кажете дека сега цуцлата живее само во неговото креветче, односно дека ако сака да ја користи, ќе мора да биде во креветчето. Многу деца не би се откажале од игрите или гледањето на цртани филмови само заради цуцлата, па така лесно ќе ја прекинете употребата на цуцла во текот на денот. Саботажа на цуцлата. Многу родители тврдат дека успешно ја отстраниле цуцлата од устата на нивните деца со овој метод. Сечете ја цуцлата малку по малку секој ден додека таа целосно не исчезне или дупнете и мало дупче на врвот. Оштетената цуцла не му го дава на детето истото задоволство како здравата. Внимание! Доколку го изберете овој метод, морате да бидете внимателни и постојано да го наблюдувате вашето дете поради опасност од задушување доколку се откине мало парче од цуцлата. Искористете го летниот одмор. Кога ќе одите на одмор, кажете му на детето дека сте ја заборавиле цуцлата дома и дека за да се вратите треба да го оставите морето или езерото. Ограничете го времето за користење цуцла. Доколку вашето малечко по цел ден е со цуцлата во уста, постепено започнете да му го ограничувате времето. Например, извадете му ја од уста цуцлата и тргнете ја од видик додека играте, читате книга, се бањате или гледате цртан филм. Далеку од очи, далеку од срце мислите. Малку по малку ќе успеете да ја сведете нејзината употреба само за спиење. Ова е метод за постепено одвикнување. Шопинг. Одете на шопинг во омилената продавница на вашето дете и кажете му дека за да си ја купи посакуваната играчка ќе мора да плати на касата со сите своји цуцли, кои се разбира ќе ги понесете со себе. Однапред договорете се со продавачката или продавачот за да ви помогне при плаќањето. Новата играчка ќе ви послужи како предмет за одвлекување на вниманието кога е потребно. Изберете специјален датум. Тоа може да биде неговиот роден ден или омилениот празник. Подгответе го вашето малечко однапред дека на тој датум ќе ја фрлите цуцлата бидејќи тоа ќе биде големо дете, а потоа придружувајте се до договореното. Може да направите мала забава на која ќе го пофалите пред најблиските. Лош вкус. Одете во аптека и побарајте производ со лош вкус кој е безбеден за консумирање, а потоа дајте и лош вкус на цуцлата.
Завиткајте ја и подарете му ја на друго бебе. Кажете му на вашето малечко дека новите бебиња имаат потреба од цуцла и дека треба да им ги даде неговите цуцли, како што нему му ги подарале поголемите дечиња кога бил мал. Доколку познавате родители со новороденче, завиткајте ја цуцлата како подарок и подарете му ја на новото бебе. Кога следниот пат ќе го слушнете зборот цуце, ќе имате што да одговорите. Прочитајте сликовница или гледајте цртан филм на оваа тема. Доколку можете да најдете сликовница со детенце кое се откажува од својата цуцла лажалка, купете ја и често прелистувајте ја со вашето дете. На интернет има многу цртани филмови како алтернатива на сликовницата. Гледајте заедно и полека и трпеливо објаснувајте му на вашето сакано што се случува и зошто главниот лик се откажува од својата цуцла. При одвикнување на детето од користењето на цуцла, треба да ги земете предвид следниве препораки. Не го правете тоа за време на периоди на транзиција, стресни периоди, како доаѓање на ново братче или сестриче, преселување, болест, загуба на член од семејството или миленик. Не користете сила, наместо да користите негативни методи како викање, споредување со други деца, казнување и забрани, фокусирајте се на позитивните работи. Почекајте бебето да наполни барем 6 месеци, тогаш ризикот од ненадена смрт на новороденче опаѓа. Многу педиатри советуваат дека периодот пред првиот роден ден е одличен за оваа транзиција и затоа што детето се уште не е премногу завесно. Но вие најдобро го познавате вашето дете. Само запомнете, колку порано ќе го направите тоа, толку полесно ќе успеете. Доколку не сте единствена личност која што го чува вашето дете, кажете им на другите да се придружуваат кон вашите инструкции. Бидете доследни. Стојте зад својата одлука откако еднаш ќе ја донесете. Не попуштајте на првото плачење. Кризата ќе трае само неколку дена. Откако еднаш ќе му ја земете цуцлата на вашето дете, нема враќање назад. Ете, почитувани, погледнавте и слушнавте неколку забавни стратегии како да го одвикнете вашето најмало од цуцлата лажалка. Ние сме некаде при крајот на вториот дел од Утрински пулс. Одиме сега со една музичка номера, па во 9 часот ќе ги проследите флеш вестите и утринските реклами и после флеш вестите, како што најавивме и на самиот старт од утринската емисија, моја денешна гостинка ќе биде Македонка Глигорова, педијатар, каде што ќе разговараме за настинки, грип и варичела кои што се доста актуелни во овој зимски период. Не го менувате каналот, продолжуваме. И повторно добро утро за сите оние кои што токму сега се вклучија на фреквенцијата на телеканал А1. Почитувани, вие сте со новата сезона и ново издание на утринската емисија Утрински пулс, каде што ја ги емитуваме секој работен ден од 8 до 10 часот. Нашиот трет дел започнува со рецепт на денот. За сите оние домакинки, после ручекот ако сакат да подготват некој десерт, гледаме во продолжение. Во тава ставете путер од кикиритки и мачмало и промишајте додека состојките убаво се растопат. Потоа додадете крцкав ориз и чоколадни бомбони и повторно промишајте убаво да се соединат состојките. Тргнете ја тавата од оган. Ставете ја смесата во еден сат и убаво израмнете. Од озгора ставете равномерно на секаде растопено чоколадо, а потоа и растопен путер од кикиритки. И на крај додајте чоколадни бомбони. Ставете ја смесата во рина да се испече и на крај сечете го на мали квадрати. Добар апетит! Го
погледнавме рецептот на денот, а наред е, јас би рекла, најубавиот дел од емисијата, гостин во студиото, а како што најавив и уште од самиот старт на денешново издание, моја гостинка е Македонка Григорова, педијатар. Добро ни дојдовте во утринската емисија. Па, добре, мислам, благодарам што ме поканевте и пред да почнам сакам да ги поздравам вашите гледачи и мислам дека ќе поминеме едни прекрасни минути, заради тоа што се разбира ќе зборуваме за децата и нивното здравје и проблемите што ги имаат тие. Доктор, ќе се оглед на самото време, ниските температури кои што нас најдоа во овој зимски период, снегови, настинките се сигурно најзачестени во овој период. Кажете ми која е превенцијата, како да ги заштитиме нашите најмили и како децата, дали децата и помалите бебиња можат да се вадат во зимскиот период надвор на чист воздух и ако може, колку време би било тоа? Па вака, пред да почнам да зборувам за прашањето што ми поставите, морам да кажам дека детето практично не е организам на голем човек во мало. Значи, детето си има свои специфики, заради тоа што уште во текот на раѓањето, со самото раѓање, кај детето практично се уште незрели сите системи, започнувајќи значи од имуниот систем, па сите други органи што ги има во кај себе, поради тоа треба секогаш многу внимателно да се постапува кај него, заради тоа што еден правилно гледање, правилна исхрана, правилно негување, правилно третирање на болестите кои што се многу почести во детската возраст заради незрелиот имун систем, од сето тоа ќе зависи каков организам понатаму ние ќе добиеме. Дали ќе добиеме кога детето ќе порасне, ќе настане еден здрав организам кој што ќе успешно ќе се бори со сите предизвици во својот живот. Во зимскиот период можам да кажам дека навистина имаме премногу, особено овие денови, па и пред новата година, имавме голем број на дечиња кои што беа болни и нашите амбуланти беа преполни со такви дечиња. Така, за еден пример да кажем, например, ако денеска имаме еден број на пациенти, имавме и до 50 и до 60, значи во денот, дали една третина од децата доаѓа за контроли, вакцини, за следење на раст и развој, меѓутоа другите речиси некаде околу 80% од децата што доаѓаа во ординацијата беа навистина деца кои што беа засегнати од определена болест. Најчести, и тоа некаде 80 до 90% беа болестите од дишните системи или така наречените болести на респираторниот тракт. И тие се едни од најчестите болести кај децата. Сега настинките се разбира се многу чести, особено во овој период на годината. Мораме да кажеме дека во претходните неколку недели имавме многу повеќе зачестени појави на грипозни состојби отколку настинки и морам овде да кажам дека мораме секој пат да ги практично да ги распознаеме дали станува збор за настинка или станува збор за грипозна состојба. Во суштина тоа зависи од треба да го препознае лекарот, заради тоа што третманот на било која инфекција, дали е грип или е настинка, го дава лекарот е ист. Во суштина е симптоматски, што понатаму ќе објаснам како на кој начин е тој третман. Настинката, за разлика од грипот, ги предизвикуваат тие риновируси и тие настинки се настануваат обично во горните дишни патишта и секој пат настануваат постепено. Обично ќе каже детето престанува да јаде, па почнува носето да тече, па почнува некоја температура до 38-39 степени. Детето е се уште добро, витално, се движи, се игра, што е многу битно во клиничката слика, за разлика од грипозните состојби кои што настануваат нагло. Значи родителот ќе дојде и каже докторке наеднаш качи температура и тоа се високи температури до 40 степени, дури некој пат имаме и многу повеќе, што се навистина вознемирувачки за родителот. Јас кога доаѓаат кај нас се стварно вознемирени и нагло имаме една прострација на детето и многу е карактеристично што овдека детето нагло има прострација, имаме едно течење од носето, кое што за разлика од настинките
овдека во почетокот е изразито бела продзирна секреција и во тек на неколку, дали 24 часа може да стане густа секреција, бела, дури пурулентна, зеленкаста секреција и тогаш самите родители сето тоа го поврзуваат дека еве има зеленаста секреција, па детето има бактериска инфекција, што во суштина не е тоа, заради тоа што зелениот секрет во носот не значи бактериска инфекција, тоа значи дека организмот добро се бори со нападнатиот вирус и во таа борба имаме мртви клетки, кои мртви клетки ја дават ова зеленаста пребоеност на носето и практично не значи дека на детето му е потребен антибиотик, што морам овдека сигурно неколку пати да го и ќе го повторам, бидејќи најголемата борба на нас педиатрите е правилно лекување и третирање на секоја болест кај детето. Значи, како што рековте, настинките се навистина големи, меѓутоа многу почесто и многу поголем проблем овие денови. Значи, пред една недела имавме проблем со грипозните состојби, кои што се навистина со една многу тешка клиничка слика, загрижувачки за родителите и потешки третман, потежок третман, третирање од страна на нас лекарите, бидејќи битно е во овие моменти детето да се прати, навремено да се види кога ќе настане определена компликација од страна на грипозната состојба и навремено да се третира сето тоа дете. Така. Какви видови грипови постојат и кои се најзачестени кај нас? И ете рековте дека значи во зимскиот период поради ниските температури значи се застапени и болестите и на горните и на долните патишта. Да. Како ние родителите да реагираме, како да ги заштитиме од тоа, да не дојде до тоа? Видите вака, многу често родители кај мене доаѓаат и ми викаат: докторке, на детето затнано му е носето. Особено кај новороденчињата, сите тие деца се со затнени носења. И јас морам овдека да апелирам и да кажам дека една обструкција, ние така медицински ја нарекуваме, меѓутоа лаички затнато носе кај новороденчиња, кај мали деца не е ништо страшно. Тоа не е инфекција, тоа не е практично нешто што треба да не вознемирува. Самата конституција на хоаните, значи на тие носните каналчиња во носот се малку похоризонтални кај во детската возраст, така да поради хоризонталноста не постои така добра дренажа како што е кај повозрасен човек и кај во тие носења што секојдневно се создава нели секрет. Ние знаеме нонстоп па голтаме, па плуваме, што е тоа секојдневно кај нас, нели? Кај возрастните за разлика од децата што тие не можат да плуват, па ги голтат, па тие одат во дишните патишта во тек на спиењето и се манифестираат некој со кашлица. Значи тој секрет што се создава во носот е природен и тоа затнато носо, особено кога е вечер, тој на вечер и утрински, заради тоа што тогаш детето лежи во хоризонтална положба, не е причина за инфекција. Значи не е инфекција. Тука нема потреба од некоја посебна загриженост на родителите, бидејќи тоа е една нормална, здравствена, нормална состојба кај помалите дечиња, особено кај новородените. Сега во тек на овој период, особено есента, зимата и пролетта, многу почести се респираторните инфекции, инфекциите на дишните патишта, од тоа што најчесто се разбира се застапени инфекциите на горните дишни патишта, кои што одат со течење на носето, болка во грлото, едни насолзини очички, така една, значи локална инфекција. И болката во грлото, родителите многу често ја поврзуваат дека мораме да дадеме антибиотик, што уопште не е точно, заради тоа што 80% од болките во грлото исто така ги предизвикуваат вируси. Значи, еден искусен лекар може да направи дистинкција помеѓу тоа дали станува збор за вирусна инфекција или станува збор за за бактериска инфекција. Многу позагрижувачки и е кога настануваат долно респираторните инфекции, кои што исто така во овој период се многу чести. Морам да кажем, еве од тебе моје лично искуство, овие неколку недели, обично недели можам да кажам, дека имаме страшни инфекции на долните дишни патишта, особено кај новородени, кај помалите дечиња, значи кај доенчиња, зборуваме за доенчиња на деца од 0 до 1 година. Тие се клинички страшно манифестираат и има многу деца, ние клинички ги нарекуваме бронхиолити, значи доаѓа до запушување на најситните дишни патишта и тие се полнат со секрет и настанува едем кај нив. Тоа настанува една тешка клиничка слика, која што секојдневно ја имам во мојата ординација. Детето практично доаѓа, се гуши, има еден вид на глад за воздух, има едно забрзано тахипнеја во дишењето, забрзано дишење,
народно речено, со едно абдоминално, тоа е стомачето едноставно му рипа, има една ретракција на дишните мускули, значи го вовлекува целото градно кошче, во многу потешки случаи доаѓа до лепршење на носето, дури при дишење до климање на главата. Значи од самото влегување на детето, мислам кај еден по лекар што се бави со таа проблематика, ќе забележи дека детето има една потешка клиничка слика и тука треба да обратиме многу поголемо внимание, доста внимание, како на третманот, така и на пратењето на тоа дете. Ние тоа дете го гледаме секојдневно, го пратиме секојдневно, дури и по 2 пати на денот, за да можеме да се справиме со тие многу тешки инфекции на дишните патишта. И овдека сакам да кажам дека најчесто овие инфекции на долните дишни патишта кои што ги предизвикуваат овие бронхиолити, понатаму ќе кажам и нешто и за грипот, меѓутоа сега морам ова да го кажам бидејќи моментално е многу поактуелно. Грипот беше актуелен пред 3 недели. Сега актуелни се многу почесто бронхиолитите и можам да кажам дека од вкупниот број на пациенти сигурно половина од децата мисли со бронхиолити, што е навистина страшна состојба заради тоа што е стварно тешка клиничка слика. Обично овие бронхиолити исто го предизвикуваат вируси. Тоа е најчестиот респираторен синцитијален вирус, кој што кај возрастните ние обично го прилежуваме, меѓутоа не дава такви тешка клиничка слика. Меѓутоа кај новородените, особено кај предвремено новородените деца, кои што се уште немаме изграден имун систем за да може правилно да се избори организмот со тој вирус, настанува стварно тешка клиничка слика и така е загрижувачки самото дете кој ќе дојде едноставно се бори за воздух. И тука навистина треба да се обрне внимание и правилно да се третира за да можеме тоа дете да го извадиме барем првите 2-3 дена кога е најтешка клиничката слика, за да можеме да го извадиме и потоа полесно да се третира. Тоа не е поврзано со грипот и обично овие инфекции, бронхиолитите и не одат со некоја температура. Обично децата се афебрилни, значи нема температура, меѓутоа од друга страна имат многу тешка клиничка слика од страна на дишните органи. Сега грипот, реков, беше многу актуелен пред 2-3 недели, некаде пред Нова година, можевме да имаме, да кажем дека пациентите имаше сигурно по 100 пациенти на ден во ординацијата. Зошто се јавува грипот? Постои една интересна теорија, не е теорија, јас мислам веќе дека и тоа е навистина така, поради тоа што веќе неколку пати имаме потврдувано и на различни конгреси и на предавани се, дека грипот настанува во тек на зимските периоди. Знаеме дека летото грип немаме. И сега се поставува прашањето што е тоа што го предизвикува и зошто го имаме грипот. Па утврдено е дека практично оние луѓе што имат помалку витамин Д и што не примат доволно витамин Д се поподложни кон стварање на инфлуенца, добивање на инфлуенца или грипозна состојба. Затоа ние летото го немаме грипот. Значи грипот, инфлуенцата, тоа се вируси од групата на РНК вирусите, се осетливи на светлина, се осетливи на дезинфекциони средства и на сапун. И затоа велиме, многу да се мијат раците, дезинфекција да се прави и така. Меѓутоа, доволната количина витамин Д, што јас секој пат ја нагласувам во тек на секој прелет кај децата, дека детето треба до 5 годишна возраст, во тек на зимскиот период, да прима повторно витамин Д, дали во вид на капки, дали во вид на рибино масло или во нешто друго што ќе определи лекарот спрема потребите на секое дете, е многу битно не само за развој на коските, многу е битно за развој на имуниот систем во организмот. Едно од тие е дека тие деца во некој случај помалку заболуваат или имат помала шанса да заболат од грип. Па и така, кога ќе ја видиме статистиката, грипозната состојба кај малите деца под 1 година е многу помала, за разлика на грипозната состојба кај децата што се над 1 година. Тука можеме исто така да го поврзаме и витаминот Д. Иначе, се велите какви видови на грип има. Значи, грипот го предизвикуваат вирусите, РНК вирусите, кои ги има 5 вида, меѓутоа поактуелни се отприлика 3 типа, тоа се А, Б и С, со своји подтипови. И во сезонските грипови, најчесто грипот од типот А, со своите подсезонски типови, во зависност од тоа, каде кога ги имаме H1N1, H5N1, наречени од птички грипи и останати други. Сега едно време, 2009 година, не знам колку паметат пациентите,
и гледачите се појави овој свинскиот грип H1N1 и тогаш стана една голема паника дека е нешто тежок грип, дека практично е нешто што е потежок од сезонскиот грип, меѓутоа јас можам да кажам дека свинскиот грип во суштина веќе не постои, туку станува еден вид на сезонски грип, заради тоа што веќе е присутен во нашата популација и тоа е сезонски грип. Кој тип од подгриповите ќе се јави, значи од подтиповите ќе се јави, тоа не е, мислиме, битно епидемиолошки, за да може после во текот на следната година да се приготви вакцината. Меѓутоа за клиничката слика и за третманот кај луѓето и не е толку битно. Најчести се значи гриповот од типот А, многу поретки се гриповите од типот Б. Сега клиничката слика преска кажав дека е навистина драматична, со една висока температура, со едно, значи можам да кажам дека еве вака да апелирам на родителите дека температурата обично трае, значи високата температура до 40 степени може да трае 24 до 48 часа. Таа температура што загрижува родителите, заради тоа што самите родители доаѓаат и велат не паѓа температурата, докторки. Не знам што дадов, не паѓа. И во критичните моменти, кога не паѓа температурата, кога ги фаќа паника, одат на лекар, нели, вечерно време и за жал се уште кај нас, јас многу пати апелирам, еве пак имам и сакам овдека пак да нагласам, се стават така наречените инекции за температура. Не постојат инекции за температура. Значи такво нешто во светот нема. Што е таа инекција што ја примат децата? Мислам децата. Не станува збор само за деца, нели, станува збор тука и за возрастни. Тоа е практично кортикотерапијата, дексазонот, така наречениот чудотворен лек, кој за жал воопште не е чудотворен. Тоа е навистина лек, меѓутоа лек за определени состојби и таму каде што треба стварно да се даде, а има места кај што се даде, не би сакала сега да навлегувам во ентитетите кај што треба да се дава дексазонот. Меѓутоа дексазонот, кортикотерапијата е терапија која има за цел да го намали имуниот одговор на организмот спрема било кој надворешен агенс. Значи дали е вирус, дали е страно тело, дали е трансплантиран орган и така, значи тој има за цел да го успие нашиот имун систем, да не го препознае тој стран агенс и да не делува. Сега што станува, јас уште една сакам да потенцирам, бидејќи е навистина тоа битно и сакам навистина децата да се лечат правилно, бидејќи неправилното лечење кај децата понатаму во текот на возраста може да настанат многу несакани ефекти во здравјето и да се појават многу хронични болести и да се чудиме од кај ни се тие хронични болести во текот кога веќе ќе пораснеме. Значи, што настанува кога напаѓа вирусот? Еве сега станува збор за грипот, да кажеме, или вирусите, РНК вирусите, што настанува? Организмот го препознава вирусот и си го активира целиот свој имун систем. Значи, овдека се активират макрофаги, цитокини, леукеотриени и така натаму. Не би сакала сега да навлегувам по деталите, бидејќи тоа за широкиот аудиториум не е ни битно, меѓутоа значи, активира својата војска. Што ми активира оди таму кај што е непријателот, нели? Настанува борба. При борбата имаме секојаш жртви. Тие жртви, значи се тие токсини што се лачат при самите жртви, доаѓа до тоа што организмот веќе се припремува на една повисок степен. Тие доаѓаат во центарот кај што е центарот за температурата во мозокот, го активираат да оди го повисок степен, некаде натеруваат, значи организмот да ја качи температурата до 38,5. Ќе кажам повеќе за тие повисоките температури со цел на утврдено дека на повисока температура, тоест на температура од 38 до 38,5, најдобро организмот се справува со вирусот. Значи, тога се најактивни тие клетки, имуните, клетките неговите, и таа температура е температура во која што најбрзо се уништува самиот вирус. Тој се боре против вирусот, не можеме да го уништиме ние за еден ден, меѓутоа адекватно се бориме. Затоа и некој пат јас велам кај тие пациенти што можат, нели, тоа сето да го издржат дури до 38 до 38,5, нема потреба од давање на антипиретик. Значи организмот, особено ако видите дека детето е, значи се бори, меѓутоа детето е
подвижно, дека си игра, дека нема не е некој прострирано, нема некои тешки повраќања, проливасти столици, значи што накнадно ќе го ќе влошат клиничката слика, слободно и не мора да се даде значи лек против температура, иако ние и на 37 со 5 веќе даваме, нели? Мислам, тоа е кај нас така една застапена проблема, превентива, само уште тоа. Сега што настанува кога имаме таа температура, одаме и ја ставаме инекцијата дексазон, тоа е кортикотерапија. Кортикотерапијата влегува во организмот, значи дексазонот, орбазонот и му вика на организмот стоп, ти нема потреба веќе да се бориш, повлечи се. И нели, нормално се повлекуваат нашите одбранбени сили. И што настанува, непријателот не се уништува, напредува. Меѓутоа, бидејќи нема борба, паѓа температурата. Меѓутоа, после 1-2 дена, веќе од лично искуство и од искуство на родителите, тоа се го виделе, настанува многу потешка клиничка слика. Значи, обично настанува тешка клиничка слика. Сега тоа го потенцирав, заради тоа што сакам едноставно да знаат родителите дека мора да бидат внимателни при секоја температура. Првата помош при температурата е давање на многу течности, значи најбитно е детето да биде рехидрирано, значи да има течности. Ако мокри детето, значи имаме течности. Значи детето се бори и не треба да сме посебно загрижени, значи мокри, активно е, се движи и така натаму. Ладење на детето можеме со фрикции, тоа е пола алкохол, пола млака вода, па го измачкуваме целото тело со памук. Можеме да го ставиме во кадичка, каде што, например, ако температурата на детето е 39, кадата на водата на кадата ќе е 38, па ќе го ставаме, значи да не биде шоково состојба веднага да го изладаме со ладна вода, туку таа, значи таа е 1-2 степени разлика во температурата и полека додавање на ладна вода, истовремено давање на антипиретиците. Тоа е борбата првите 24 сата до 48 сата со грипот. Давање на многу витамини, природен С витамин, витамин Д, витамин А, супата од пилешката супа исто така медицински потврдено дека е антидобар виротик на грипот. Значи, тие се првите 24 до 48 часа. И следење на состојбата на детето. Значи, да видиме, значи, како оди. Давање на антипиретици на секој 6 сата, дали ќе го избереме антипиретикот парацетамол или ќе го избереме ибупрофен, тоа зависи нели од тоа како детето реагира спрема секој антибиотик, бидејќи секој дете е сосема приказна сама за себе. Тоа, после, кај грипот е многу карактеристично што после 1 до 2 дена започнува децата да кашлат и веќе со самата кашлица родителите се загрижени дека настанува збор за бактериска инфекција. Иако се уште не е бактериска инфекција, тоа е типична уште вирусна инфекција и антибиотиците, морам да кажам дека овдека не помагаат. Значи грипот како грип, не последиците од грип, секундарните инфекции, туку грипот се лечи симптоматски, значи со, како што претходно рековме, со хигиена, од диететски режим, го спомнав, да не го спомнувам пак, и со давање на антипиретици. Истовремено можеме да одеме со инхалации, кои што се многу битни, кога веќе ќе слегне, значи, инфекцијата малку подоле во долните дишни патишта. Препорачувам инхалации со физиолошки раствор. Така, дали и тоа ми беше следното прашање, дали можеме родителите во домашни услови тоа да го вршиме, значи инхалација со физиолошки раствор и колку помагаат напивки на природна база за зголемување на имунитетот кај децата? Тоа сакам да кажам дека без консултација на лекар инхалациите со физиолошки раствор се благопријатни за организмот, особено за детскиот организам. Зошто? Затоа што кај детскиот организам при инфекција на долните дишни патишта има една специфика. Значи, тие лачат густ секрет, леплив, кој што едноставно ги запушува дишните патишта, иако е вирусен. Тоа е, значи, сепак е предизвикано вирус, не е бактерија, за да дадеме антибиотик. Тоа морам да го кажам. И практично инхалацијата со физиолошки раствор ни доведува да се разводни овој густ секрет, за да може детето многу полесно да го искашла. Меѓутоа, кај децата не постои рефлексот на на враќање на, значи, на искашлување, туку потребно е да му помогнеме на детето да го искашла, тоест да го исфрли тој секрет од дишните патишта со убава мануелна масажа, која што јас обично ја објаснувам на секој мој пациент, и мануелната масажа е практично и половина терапија кај сите дишни
кај сите болести од респираторниот систем. Значи слободно можат без консултација на лекар да направат инхалација, се разбира нели со определена милилитри, некаде од 2 милилитра на една инхалација, тоа може да го прават повеќе пати на ден, меѓутоа при тоа мора да биде секогаш од сето тоа придружено со мануелна терапија, заради тоа што со на тој начин му овозможуваме детето да го извади секретот од дишните патишта, дел од него да го голте, дел од него ќе кажат родителите може да го поврате, меѓутоа со самото голтење он потоа веќе тоа не навлегува во дишните патишта, туку се оди во дигестивниот тракт и се излачува преку дигестијата. Така. Едно интересно прашање, дали градинките се извор на бактерии и инфекции во овој период од годината? Па грипот, па и настинките и другите работи, нели, понатаму може да ќе кажем и за некоја друга етичка, мислам, состојба, се извор заради тоа што тие најчесто се јавуваат во колективите. Значи не мора тоа да биде градинка, школо, онаму каде што имаме повеќе собир на луѓе, диско, кафичи, значи сето тоа е кај што имаме колективност, затворен простор. Нормално, имаме повеќе луѓе со најразлични нели вируси кои што можат да ги носат во себе и почеста е заради тоа што сето тоа оди во еден затворен простор, многу почеста е нивното пренесување од особа на особа, заради тоа што најчесто, тоест во најголем број мерки, овие инфекции се пренесуваат по капков пат, значи преку искашлување се создаваат тие капкички што ние ги вдишуваме, се создаваат преку предметите, ако сме се искашале, сме се искеле, па самиот предмет бил во прилика, па се создадени тие капкички на површината на предметот, со неговото фаќање и внесување во устата, исто така практично ја пренесуваме инфекцијата и со нечисти раце. И затоа тие се почести, значи во колективните, кај што имаме колективи, се многу почести тие инфекции, меѓутоа многу е битно овде да имаме еден хигиенски режим. Значи, просторите да бидат добро затоплени, тоа е многу битно, меѓутоа да бидат често проветрувани. Тоа е најбитното. И едно од најважните работи е миење на рацете. Значи, за се што треба, дали за тоа нели пред јадење веќе знаеме дека мораме да ги миеме рацете, меѓутоа, значи и после фаќање и после комуникација, миењето на рацете овозможува да го прекинеме тој синџир на преносливост на инфекциите. Дали ме разбираш, значи кој ќе ги измиеме рацете, практично да го фатеме детето и да направиме, ние со тоа практично сме го исфрлиле вирусот од нашите раци, бидејќи реков преска дека вирусот е осетлив на сапуни и тоа мораме да го применуваме секогаш. И сега при еден здрав организам, особено кај еден дете што има релативен имун систем добар, таквите, затоа и сите деца не се разболуваат, нели? Таквите деци не добиват сите деца определена инфекција, меѓутоа сепак многу е битно кога станува збор за децата да се често проветруваат просториите кај што се децата. Така. Како преку исхраната да се подобри имунитетот кај децата? Што да обрнат најмногу внимание родителите? Исхраната е, мислам, еден од најважните синџири во еден правилен раст и развој на децата. Правилната исхрана значи и здраво дете. Зошто кажувам? Заради тоа што ние ќе го внесеме во организмот, начинот на кој го внесуваме, од него зависи како ќе се хранат нашите клетки, нашите органи, како ќе се оздрва тој организам и се разбира, нели, како ќе одговара на сите надворешни предизвици што стојат пред сега станува збор за дете, нели. Битно е сето тоа што се приготвува да биде свежо, да биде приготвено во, нели, свежо да биде приготвено, да биде полно со витамини. Мораме да има зеленчук обавезно, значи зеленчук, овошје. Овдека можам да кажам дека овошните сокови се многу добри, меѓутоа треба да бидат редуцирани, не стално да се пијат, и јас обично им кажувам да бидат разредени, заради тоа што тие често таа овошна киселина знае да го
да ги оштети зъбите, значи сепак да бидат присутни, домашно направени или од производители што гарантираат дека се добри производите и да бидат нешто разредени и да има разновидна исхрана. Месото кај децата мора да биде застапено, заради тоа што самите протеини влегуваат во растот и развој на детето и во зимскиот период, ако не можеме, нели, освен овие витамини, можеме имунитетот да го подобраме, како специфичниот, така и општиот имунитет со определени средства што постојат на пазарот, кои што лекарот би требало да ги знае, нели, и адекватно, индивидуално, во зависност од потребите на детето, бидејќи секој дете е своја индивидуа. Некој дете има потреба од нешто друго дете има потреба од нешто друго. Значи, пошто лекарот, сега матичниот лекар, го знае детето спрема неговата индивидуа, ќе даде, ако има потреба за специфичниот имунитет да се подобри, а ако нешто има, или за општиот имунитет на самото дете. Значи, правилна исхрана е исхрана разновидна, застапеност од се, без употреба на шекери, тоа обавезно да го потенцирам, значи чоколада, тоа може да биде, меѓутоа да биде ограничено, да не биде, значи, секојдневна употреба, како да ви кажам, пошто децата најлесно се приспособуваат кон благиот вкус и најлесно им е чоколадото. Разбирате? И заради тоа е посебна тема, мислам можда некој пат ќе зборуваме за тоа, бидејќи исхраната е посебна тема, посебна проблематика во растот и развојот на детето. Така да битно е, значи, особено зимскиот период, да имат топли напитоци, да имаме свежи напитоци, да имаме разновидна исхрана, да имаме, ако можност, да имаме и свежи зеленчук, салати, значи колку е можност ето тоа. И се разбира, мислам, оброк во кој што ќе имаме месо адекватно застапено. Доктор, ке нова тема може да се зборува навистина многу, но на почетокот од емисијата јас најавив дека ќе спомнеме нешто и за варичелата, што ете не само кај децата, туку во овој период е многу зачестено кај возрастните. Уште тоа ќе ни кажете накратко на што се должи тоа, зошто баш во овој период, во зимскиот период е зачестена варичелата или позната како и овчи сипаници? Да, вака, точно да ви кажам, ова година имавме многу тежок период, заради тоа што појавата на варичелата ни се совпадна со појавата на грипот. И тоа беше навистина така страшно и за нас лекарите, заради тоа што кај мен имаше големото братче добило варичела, имаше братче од 2-3 месеци, после 2 недели ќе го добие и малото дете, истовремено големото добило грип. Значи беше така една измешана клиничка слика и навистина тешко за третирање на децата, меѓутоа фала му на Бога, нели успеавме сето тоа да го поминеме тој период и да колку што можем без некои посебни проблеми и по здравјето на децата. Варичелата исто така вирусна инфекција предизвикана од херпес вирусот, од зостер вирусот, кој што припаѓа во групата на херпес вирусите. Исто се појавува зимскиот период, заради тоа што најмногу се пренесува преку капкова инфекција и преку нечисти раци. Тоа сето што зборував за грипот е исто и за варичелата. И затоа имаме повеќе во зимскиот период заради колективности, заради затворениот простор. Во градинките го имавме оваа година многу, во школата имавме многу големи, мислам, деца и исто така имавме и возрастни кои тие што ја не прележеле варичелата, сега ја прележуваат. Против неа немаме вакцина, значи не се вакцинирани децата, бидејќи таа во суштина има една блага клиничка слика, не остава некои последици и при правилен третман и терапија на детето немаме некоја посебна загриженост кај него. Малку беше проблематично ако се јави и на помала возраст, например некаде од прилика 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, па и 2 месеца, јас имав дете со 2 месеца варичела, значи на 2-месечна возраст. Тука треба повеќе малку да внимаваме заради незрелиот имун систем кај тие деца, иако и тие поминаа без некои посебни компликации. Значи тоа е болест што се јавува секоја година, зимскиот период, меѓу оваа година мислам дека го достигна пикот и добро е. Тоа мораме да го прележеме, нели, сите, кој помал, кој повозрасен, меѓутоа во суштина има една клиничка слика која што инкубацијата настанува неколку дена, значи пред да се појави осипот, во почеток имаме петна, па имаме меучиња и потоа имаме крусти. Заразноста на организмот е пред да се појави осипот. Значи ние не знаеме дека сме практично болни од варичела или овчи сипаници,
а практично сме заразни. И тука е настанува тој најголем проблем и заради тоа толку често е проширена. Ние да знаеме од сме болни од вричела, ќе се пазиме, нели, за да не предизвикаме. Меѓутоа, кога веќе ќе се појават осипот, веќе не е ни толку заразен пациентот. И во суштина инкубацијата трае, значи кога сме имале контакт со болен од варичела или што е пред да избие осипот, кај нас треба да очекуваме дека некаде од 14 до 18 дена ќе се појави повторно варичела. Не е 100%, значи не мора по секоја цена да се појави, меѓутоа во најголем број случаеви се појавува. Третманот е едноставен, изолација на тие деца во домашни услови, третирање со ние имаме течна пудра, меѓутоа сега имаме и поефикасни мислам кремчиња што се мачкат со цел да не му дозволиме на детето да се чеша, бидејќи при чешењето ќе дојде обично го разрануваат раничката и може да настане секундарна инфекција, тоа да се накалеми некоја бактерија, стафилокок или стрептокок, кој што понатаму ќе предизвика проблем и на тоа место ќе предизвика проблем и потоа може да остане и ожилек. Значи битно е да се мачкат со тие течности, за да не дојде до чешење, да пијат доволно напитоци, значи течности, да примат витаминска терапија, да мируваат и да имат храна прилагодена спрема болеста, како што се храниме за други болести, се разбира и за таа, нема да дадеме свинско месо или било што друго, се разбира да биде повеќе на супа, кисело млекце, може да имаме и месо, значи се ама да биде во умерени количини колку што може детето тоа сето да го поднесе. Обично 1 до 2 недели си трае инфекцијата. Јас обично викам некаде околу 10 на дена да бидат изолирани децата до 2 недели, воопшто да не одат значи да не посетуваат градинка, да не посетуваат школа, не од суштина дека тие се заразни па можат веќе да ги заразат останатите деца, од суштина што така веќе малку поослабен организам, заради тоа што тој организам се бори веќе со еден вирус, кој ќе оде во градинка да не добие поради тоа што уште еден вирус, па да му се практично да дојде до компликации со тоа што организмот ќе мора да се бори сега и против друг вирус и настанува уште повеќе паѓање на имуниот одговор, на имуниот систем и може нешто потоа натаму да се накалеми бактериска инфекција. Так. Доктор, јас многу ви благодарам за одвоеното време што денеска гостувавте во нашата утринска емисија Утрински пулс. Јас се надам дека повторно ќе ни бидете гостинка со уште некоја друга занимлива тема и сигурна сум дека вашите совети ќе им бидат од голема корист на гледачите, сите кои што не следеа. Ви благодарам и на вас за поканата. Так. И пријатен ден. А ние, почитувани, доколку има време од речи, одиме со доза хумор за убав ден, па се одјавуваме.
побони, јас се надевам дека со денешниве наши подготвени содржини успеавме да го задржиме вашето внимание. Тука е крајот на ова издание. Со мене повторно наредната недела се гледате во понеделник, среда и петок со нови содржини и нови гости. Останете на програмата на телеканал А1. Од мене имајте пријатен ден.